се ти предавам тебе, татко мој, се моје е твое. Ти ме создаде од прав земја и дух животен духна во мене, по образот твој ме создаде. Жива душа налик на тебе, се ти предавам тебе, Исусе, се ти предавам тебе, Господе, се ти предавам тебе, татко мој, се моје е твое. Љубовта твоја ме облева, твојата рака ме позема, во срцето мое пребивај, Исусе, Господе. Јас ти припаѓам тебе, Исусе, јас ти припаѓам тебе, Господе, јас ти припаѓам тебе, татко мој, се моје е твое. Се враќам пак кај тебе, татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Мир вам. Оче наш, татко мој, татко, кој си создал се во се, ти благодарам за твојата љубов, за твојата милост. Оче мој, ти благодарам што си ме создал по Божиот образ. Ти благодарам што ми даваш сила од озгора, преку духот на вистината. Ти благодарам што го даде твојот единороден син Исус Христос, нашиот Господ и Спасител, не за да му суди на светот, туку светот, сите ние да се спасиме преку него. Јован 18 глава, Светото Евангелие на нашиот Господ Исус Христос, Новиот Завет. И штом го рече ова, Исус отиде со учениците своји преку потокот Кедрон, каде што имаше градина, и во неа влезе тој и учениците негови. А тоа место го знаеше и Јуда, кој сакаше да го предаде. Избра да го предаде. Значи, ние еден со друг се предаваме. Живееме во нељубов, предавство. Го предаде братот свој за 30 сребреници. Замислете, вашите народни избраници ве предаваат за некои сребреници, да ви го сменат името, да ви го сменат идентитетот, да дозволат друг народ да има право врз вас, да ве продадат за 30 евреници. Тогаш Јуда, откако зеде една чета војници и слуги од првосвештениците и фарисеите. Пазете, фарисеите и свештениците се тие кои го распнаа Исус. Фарисеите, свештениците, тие се тоа луѓето првосвештениците, луѓето кои ги владеат, кои ги водат црквите, го распнаа семокниот Бог, Исус Христос во кого пребива семокниот Отец. Тогаш Јуда, откако зеде една чета војници и слуги од првосвештениците и фарисеите, дојде таму со фенери и со светила и со оружје. Знаете, ние имаме состојба во Македонија, секој ден гледам, живам до собранието, како милиција ги чува народните избраници, ги чува од собствениот народ, со оружје, со панцири, со шлемови.
Дали би пукале во сопствениот народ? Дали би пукале во сопствениот народ за да ги заштитат платениците? А Исус, знаејќи се што ќе стане со него, излезе и им рече: кого барате? Суштинско прашање, кого ние бараме овде на овој свет? Себе се бараме. Бараме да уживаме на душата, да ја угодиме. Што бараме ние на овој свет? Ние треба да го бараме Исус Христос. Му одговорија Исус од Назарет. Исус им рече: јас сум. Со нив стоеше Јуда, кој го предаде. Денеска гледаме секој го предава. Секој предава секого, се откажува, зема пари, сребро, љубието е најголемо зло, а кога им го рече тоа јас сум оној што сум. Тие се повлекоа назад и паднаа на земјата. Тогаш пак ги праша: кого барате? А тие рекоа: Исус од Назарет. Дај Боже ние денеска да го бараме Исус од Назарет. Исус, синот на семокниот Бог. Да ја избереме љубовта кон вистината, кон Исус. Љубовта кон вистината, љубовта и вистината. Љубовта. Ви реков дека сум јас, им одговори Исус: па ако ме барате мене, оставете ги овие да си одат, за да се изврши словото кажано од него, од оние што си ми ги дал, никого не загубив. Ете, имаме слово напишано и тоа се исполнува. Значи, кога ќе бидете во Исус, ќе имате живо слово во вас. Ако вие останете во моите слова, вели Исус. Татко мој, зборувај низ мене, ти благодарам за духот што го даде, духот на вистината и духот на љубовта. Не јас да зборувам, ти зборувај низ мене. Значи, имаме слово напишано, изговорено, во зборовите има живот и смрт. Што изговарате, тоа што ви го дадам. Ќе ви го дадам. А Симон Петар, од оние што си ми ги дал, никого не загубив. Значи, словото е запишано и тоа се исполнува. Ако вие пребивате во Исус, во љубовта, словото што вие ќе го изговарате, односно духот на вашиот Отец, ќе го зборува низ вас, тоа ќе се исполнува. Дали се исполнува? А Симон Петар што направи? Кој имаше нож, кој со нож сече, со нож ќе биде убиен. Го извади, го удри слугата и му го отсече десното уво. Око за око, зап за зап, уво за уво. Името на слугата му беше Малх. Петар действува по инстинкт. Не ја што сакам, не тоа што го сакаш ти, татко мој, Исус. Туку тој ќе направи, зема и му го отсече увото и ја заврши работата. Потоа овој нему ќе му го отсече увото и влегувате во сатански круг. Не судете за да не бидете судени. Молете се за непријателите своји. Но Исус му рече на Петар: што правиш бе човеку? Не, му рече: стави го ножот во ножницата. Тој зборува за меч на духот. Не дојдов мир да донесам, туку меч на едно место. Кој меч? Мир значи заспан во сатаната. Таков мир, светот нема мир. Тој зборува за меч на духот. Стави го ножот во ножницата, зар да не ја испијам чашата што ми ја даде Отецот. Пазете, нека биде твојата волја, неговата волја. Зар да не ја испијам чашата што ми ја дава Отецот? Тоа е христијанин. Отецот ти дава една чаша, чашата е горка. Мораш да поминеш низ некои состојби, да научиш да возвраќаш со љубов, да го вртиш другиот образ, да го љубиш непријателот свој, да се молите за оние што ве навредуваат и гонат, да постапувате како што правеше Исус. Зар да не ја испијам чашата што ми ја даде Отецот? Така се станува христијанин. Ја пиеш чашата што ти ја дал Отецот, ти праќа некој човек кој те нервира, вика по тебе. Ти го благословуваш, се молиш за него, победуваш со љубов. Победуваш со љубов, зашто ако љубов немам, ако љубов немаш, го немаш Бог, ништо не си, Бог е љубов. Тогаш четате и заповедникот: и слугите јудејски го фатија Исуса и го врзаа семокниот Бог. Замислете каква понизност до крст, понизност до смрт на крст. И го одведоа најнапред кај Јана, зашто тој беше дедо на Кајафа,
кој го таа година беше првосвештеник. Значи, кој заповеда Исус да се расне првосвештениците еврејски, кои го знаеа Словото, Стариот Завет, и мислеа дека се чеда Аврамови, дека имаат завет со Аврам, со семокниот Бог, Јахве Јехова, јас сум оној што сум. А Кајафа беше оној што ги посоветува јудејците дека е подобро да умре еден човек за народот, отколку целиот народ да пропадне. Кога ќе погледам на македонскава земја, се сеќавам на овие стихови кои се суштински. Подобро еден човек да умре од народот за народот, отколку целиот народ да пропадне. По Исус одеше Симон и Петар и друг ученик. Тој ученик му беше познат на првосвештеникот. Па влезе со Исус во дворот на првосвештеникот. Значи, Исус е врзан од првосвештениците јудејски. Дојде кај своите и своите не го познаат. Значи, во црквите и во првосвештеништвото и во избраноста има некоја грешка. Има некоја грешка. Размислувајте, тоа не се однесува само за тогаш, туку Бог е ист вчера, денес и довека. Тој зборува за денес, за сега. Горе на небесата нема време, нема простор. Таму е бесконечна светлина и љубов во која пребиваме во семокниот Бог. Амин, ако останеме во љубовта. А Петар стоеше надвор покрај портата. Море, Петре. Другиот пак ученик што му беше познат на првосвештеникот влезе во црквата и рече на вратарката и го воведе Петар. Кои се денеска првосвештениците? Па тие христијанските големи заедници мали, едни такви, вакви, они што го не го спознали Исус. Некои во 4 сабајле со разглас пуштаат музика. Ни пуштаат верски пораки, му ги пуштаат на Исус или нам? Му ги пуштаат на Исус или нам? Добро прашање. Тогаш слугинката вратарка му рече на Петар, да не си ти од учениците на овој човек. 3 пати се одрече пред петел да запеј, стани, ти што спиеш, простено ти е. Да не си ти од учениците на овој човек. Петар рече, никогаш нема да се откажам. Исус му вели на Петар, пишано е, а потоа се случува. Односно му го кажува, па се случува. Тоа е живо слово. Уште петел пред да запее 3 пати ќе се одречеш од мене. Да не си ти од учениците на овој човек. Не сум. А слугите и стражарите беа запалиле оган и стоеа па се грееа, а нашиот Бог е оган што согорува. Вечен оган на љубовта, зашто беше студено. Беше студено кога се предаваше Исус. И потоа доаѓа студ во душата. А и Петар беше со нив. Стоеше и се грееше. Петре. Првосвештеникот пак го праша Исуса, повторно првосвештеникот, владиката, папата и оđата, кој? За учениците негови, за учењето негово, Исус му одговори, јас му зборував на светот јавно, јас секогаш поучував во синагогата и во храмот, каде што секој пат се собираа јудејците и тајно ништо не сум зборувал. Тоа што го слушате на увото, разгласувајте го од покривите. Зошто ме прашуваш мене, вели семокниот Бог, му вели на првосвештеникот. Прашај ги оние кои слушале што сум зборувал. Тие знаат што сум говорел. Мир вам. Кога тој го рече тоа, еден од слугите на првосвештеникот, верниците, верник, замисли, го удри Исуса по образ и рече, така ли му одговараш на првосвештеникот? На првосвештеникот. Дали вие му одговарате на првосвештеникот или на семокниот Бог? Добро прашање. Кому му се поклонувате вие? На првосвештеникот или на семокниот Бог? Исус му одговори. Тој е првосвештеник, но чиј е? Тоа е добро прашање. Чиј првосвештеник? Исус му одговори, ако реков нешто лошо, докажи го лошото. Ако ли пак добро, зошто ме удираш? Тогаш Ана го прати врзан кај првосвештеникот Кајафа, а Симон Петар стоеше и се грееше и му рекоа,
Да не си ти од учениците негови? Тој порекна и рече, не сум. Петре. Петар е дел од човечката природа, од страв да се откажеш да не ти направат нешто. Не се плашете од оние што ви го убиваат телото, оти душата. Душата не може да ви ја убијат. Еден од слугите на првосвештеникот што му беше роднина на оној кому Петар му го беше отсекол лувото, му рече, нели те видов и тебе во градината со него? А Петар пак порекна, не. И запеа петел, слава ти Господе Исусе Христе. 3 пати се одрече пред петел да запее, еј стани, ти што спиеш, простено ти е. И го поведоа Исус од Кајафа во преторијата, но беше утро. И тие првосвештениците и нивните сотрудници не влегоа во преторијата за да не се осквернат. Пазете кое лицемерие. За да ја јадат пасхата. Обред на јадење и пиење кој ништо не значи, а го распнуваш Исус, семокниот Бог. Прости им, татко. Прости им, оче. Не знаат што прават. Тогаш излезе Пилат пред нив и рече, какво обвинение изнесувате против овој човек? Одговорија и му рекоа, ако тој не беше злосторник, немаше да ти го доведеме. А Пилат им рече, земете го и вие судете му според вашиот закон. Тој знае дека тие мисла дека се избрани, дека имаат свој закон. Јудејците му рекоа, нам не ни е дозволено никога да убиеме. Пазете кое лицемерие. Нам не ни е дозволено никога да убиеме, а го тераш Пилат Понтий, римскиот началник, да го убие Исус. Спотнуваш некој да убија, ти велиш, јас сум чист со крвта на овој. Немам врска јас. А ми го уби го, нема врска. За да се, А Пилат им рече, земете го вие и судете му според вашиот закон. Јудејците му рекоа, нам не ни е дозволено никога да убиваме. За да се исполни зборот Исусов, што го рече, слово кажено, по се остварува. Со каква смрт ќе умре? Смрт на крст. Тогаш Пилат повторно влезе во преторијата, па го повика Исус и му рече, ти ли си царот јудејски? Исус му одговори, сам ли го зборуваш тоа, или други ти кажаа за мене? Сам го зборуваш, или други ти кажаа? Дали во срцето препознаваш синко, Пилате? Пилат одговори, та јас јудеец ли сум? Твојот народ и првосвештениците те предадоа на мене. Твојот народ, избраниот народ, народот што ги знаеше писмата наизуст, народот што јаде паска за да не се оскверни, народот што никога не смее да убија, го тера Пилат да го убие и распне Исус, народот што си го избира и си избира својата природа, го избира Бараба Варава, разбойникот, покажува кому му припаѓа. Твојот народ и првосвештениците те предадоа на мене. Што си направил? Дојде кај своите и своите не го признаа. И своите не го познаа кај своите. Кои се тие своите? Тие што мислат дека се негови. Исус одговори, моето царство не е од овој свет. Ако беше царството мое од овој свет, тогаш моите слуги би се бореле. И моето царство не е од овој свет. И твоето царство не е од овој свет, синко, ако го избереш Исуса. Овде сме привремено, ова е долина на сенка смртна. Долина на сенка смртна, за да научиме да љубиме. Моите слуги би се бореле за да не им бидам предаден на јудејците. Пазете, Исус и јудејците. Тие велат Исус е евреин. Бог
нема националност. Тој избира еден сад, евреите да имаат завет со Бог, македонците да го повикуваат Бог. Царството мое сега не е овде, барајте го најнапред Царството Божјо и се, ова или она ќе ви се придаде. Дали го барате Царството Божјо или го барате царството на овој свет каде што е кнезот на лагата? Арахте симбирарама на рамене хандарај. Пилат ги праша. А Пилат му рече, ти пак цар ли си? Исус одговори, ти велиш дека сум цар. Јас затоа се родив и затоа дојдов на светот, за да сведочам за вистината. И ти би требал, брате и пријателе, да сведочиш за вистината дека Бог Отецот ни дарува повторно живот вечен, како што сме имале пред да паднеме на земјата, со сатанат и неговите демони. И тој живот, вечен живот, е во неговиот Син Исус Христос. Јас затоа се родив, затоа дојдов во светот, за да сведочам за вистината. Секој кој е од вистината го слуша гласот мој. Ако не го слушаш гласот на Исус, не си од вистината. За да бидеш од вистината, треба да му го предадеш твојот живот на владење на Исус Христос. Да ја побараш неговата волја во твојот живот, да му предадеш се што имаш. Ти велми ништо немаш, телото е од земја, сатанско. Душата е вдахнат дух од самиот Бог. Бог е самиот живот. Бог е љубов. Пилат го праша, што е тоа вистина? Што е тоа вистина? Вие зборувате за вистина во светот, тоа нема врска. Исус е вистината. Ова е вистината ако го разбирате во дух, ако го разбирате телесно, не го разбирате. И кога го рече ова, излезе пак, кај јудејците им рече, јас не наоѓам никаква вина кај овој човек. Пазете, тие кои мислат дека се избрани, кои не смеат никого да убијат, го тераат Пилат да го убие Бог. Но кајва се обичај да ви пуштам по еден за Пасха. Одредуваат некој датум, кога преминале преку морето. Кој ги премина? Отецот и Исус. Во Исус пребива Отецот, тие го распнуваат Отецот. Но кајва се обичај, адет, да ви пуштам по еден за Пасха. Сакате ли да ви го пуштам царот јудејски? Не, зашто тие немаат цар јудејски. Царот е Исус, тој не е јудејски цар, тој е цар на сите. Тој е добриот пастир, кој нема да дозволи ниту една овца да биде загубена. Тоа е оној во кого пребива семокниот Бог, видлив во Исуса, чија што милост е вечна. Сакате ли да ви го пуштам царот јудејски? И пак повикаа сите, значи тие си го избраа својот, Варава. Племето сатанско, синовите човечки си го избраа синот човечки, не овој туку Варава. Тие го избираат Варава, зашто се Варава, зашто се синови човечки, зашто не се во Исус. Затоа е тој стих. Вие ги читате словата и мислите ќе ви дадат живот вечен, а не доаѓате кај мене, дојдете при мене, за да ви дадам живот вечен. Јас сум патот, вели Исус. Патот значи да постапуваш како Исус, да врвиш по тој пат. Не да чекаш на автобуска станица. Такси. Автобус. Јас сум патот, вистината. Вистината е Исус. Овде е привид. Зборовите што ги дал семокниот Бог, вие ги извртувате во своје волие и правите приказни слики, филмови, дела, мисли кои се сатански спротивставени на Бог. Моите мисли не се ваши мисли, вашите патишта, моите патишта се разликуваат. Ти треба да врвиш, јас сум патот, вели Исус, да врвиш по него, по тој пат, вистината и животот, кој го има Синот. Исуса го има и Отецот. Кој го нема Исуса, Синот го нема и Отецот, така да првосвештениците и другите црковни достојственици кои го немаат Исус, му служат на кнезот на овој свет. Ако немаат љубов, му служат на кнезот на овој свет.
Ако осудуваат, се уште му служат на кнезот на овој свет. Ако не простуваат, се уште му служат на кнезот на овој свет. Те сакам, Господе Исусе Христе, Божјата љубов за секого оној кој ќе рече: Исусе, вети го срцево и душава. Мир, љубов, исцелување. Амин. Остани во Исусовата љубов, брате и пријателе. Зошто сме дојдени на овој свет? Кого го бараме ние? Добро прашање. Кого барате? Кого го барате? Исус им вели. Исус од Назарет. Но тие не го бараат за да чекорат по него. Го бараат да го убијат, да го распнат. Избраниот народ, првосвештениците, црковните достојници. Избраните, кои не спеат никого да убијат, го тераат римјанинот да го распне Исус и си го избраа Бараба, си ја избраа својата природа, грешната природа. А вие барајте го Исуса Христа и изберете да врвите по неговиот пат, да го живеете неговиот живот, да чекорите во неговата вистина и љубов. Амин. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Повели и љуби, брате и христијанине, и биди вистински представник Исусов на земјата. Амин. До Божјо Царство Небесно. Напред. Се ти предавам тебе, Исусе, се предавам тебе, Господе, се ти предавам тебе, Татко мој, се моје е Твое. Ти ме создаде од праземна и дух животен духна во мене. По образот Твој ме создаде, жива душа налик на Тебе. Се ти предавам Тебе, Исусе, се ти предавам Тебе, Господе, се ти предавам Тебе, Татко мој, се моје е Твое. Љубовта Твоја ме облега, Твојата рака ме позема, во срцето моје пребивај, Исусе, Господе. Јас ти припаѓам Тебе, Исусе, јас ти припаѓам Тебе, Господе, јас ти припаѓам Тебе, Татко мој, се